Линеарното зголемување на септемвриските пензии од 6,8% не им го подобри стандардот на сите пензионери подеднакво. Особено незадоволни се корисниците на пониски пензии, бидејќи за усогласувањето на пензиите е променета старо-новата методологија со порастот на трошоците за живот од 50% и со ист процент со растот на просечната плата. Добиеното е далеко од популистички кажаното историско и рекордно зголемување. Досегашните најниски пензии од 10.276 денари добија зголемување од само 699 денари, што значи дека нивната пензија изнесува само 10.975 денари. Сето тоа во услови на драстично зголемени цени на се и сешто. И овој пат најдобро се офајдија корисниците на максималната пензија од 60.000 денари, кои добија зголемување од 4.100 денари, што е за околу 6 пати поголемо од најниските. Или само зголемувањето кај нив е речиси половина од најниските пензии. Така, највисоката пензија сега изнесува 64.394 денари. Просечната пензија, која досега изнесуваше 16.348, е зголемена за 1.112 денари и ја достигна висината од 17.460 денари. Меѓутоа, и натаму загрижува јазот меѓу пензионерите во однос на примањата. Според податоците на фондот на ПИОМ, во најниската група пензии зеле 92.300 пензионери, а од 18.000 денари 135.860 корисници на пензија. Бројките покажуваат дека од вкупно 330.000 пензионери во нашата земја, над 228.000 пензионери, односно 69%, имаат пензија до 18.000 денари, кои се судираат со обезбедувањето основни средства за екзистенција, што за држава во која со устав е загарантирана социјалната правда е сериозна опомена. Македонија веќе се наоѓа на највисокото 6-то место по сиромаштија во Европа. Познавачите на состојбите велат дека при официјална инфлација од 20%, незамисливо е некој да има пензија помала од 20.000 денари. Секоја година значително расте горната граница на најголемата пензија, а сите пензии помеѓу двете граници не се покачуваат со покачување на горниот лимит. Па така има луѓе од иста професија со ист статус, со ист стаж, само затоа што се пензионирале во друга година, да имаат разлика од пензиски примања за повеќе од 10.000 денари. Ова е неправедно и никаде не е така, бидејќи поскапувањата се однесуваат за сите. Затоа, за подостоинствен живот на сите пензионери потребна е нивелација, односно отстранување на евидентните разлики на пензиите преку скалесто покачување, и тоа 20% за најниските пензии до 20.000 денари, потоа 15% за корисниците на пензија од 20.000 до 30.000 денари и 10% за корисниците над 30.000 денари до највисоката пензија.